Ако земјава стане Република Илинденска Македонија, ќе биде ли Крушево главен град? Се разбира, на шега прашуваат граѓаните. Сепак, неочекуваниот предлог за името стана топ тема, а се чини најмногу во Крушево. Овој славен град е нераскинлив дел од македонската историја. Првото на што ќе помислите секако е Крушевската република. И некако нормално и очекувано е веќе првиот крушевчанец кого ќе го сретнете да ви каже дека лично е поврзан со Илинденското востание. А за нас тоа беше Киро Пупуновски. Мој дедо Илинденец со Питу Гули заедно. Република Илинденска Македонија. Како вие реагиравте на кога слушавте овој предлог? Према други ве работеше обејат, мислам дека е подобро. Улицата Илинденска во срцето на Крушево викендов беше полна со народ. Пријатното пролетно сонце ги мами граѓаните да се напијат кафе на калдрмата и да си помуабетат со пријателите. А речи си и да немаше друштво каде не се слушаше зборот Илинденска Македонија. Но сега во еден друг контекст. Тука го сретнавме и крушевскиот градоначалник Томе Христоски. Пред се тоа да му го оставиме на оние кои се повикани за тоа да го решат и да се реши тоа што поскоро, затоа што ние пред се гледаме да се развие државата Република Македонија, со тоа и Крушево. Крушевчани се горди на своето минато, но можеби никој од нив не верувал дека настаните од пред 115 години денес можат толку битно да влијаат на решавањето на крупен проблем како оној со името. Добро, јас просто многу примив, не знам за другите како, меѓутоа треба да додадат уште едно зборче за да се повези Илинденска со Крушево, односно да се даде Крушевска Република Македонија. Не можеме да бидиме да гарантираме дека окей, ако ние прифатиме отстапка, ќе тргнат на подобро нештата. Неоспорлив е фактот дека тука се граделе темелите на македонската држава. Мечкин камен и славната епопеја на борците од сите националности и Македониумот како вечно сведоштво на илинденските корени. Тоа се и едни од аргументите на предлогот Република Илинденска Македонија. Предлогот Република Илинденска Македонија ги изненади речиси сите во земјава. Мислење има разни, од оние кои со воодушевување го прифаќаат до оние кои со индигнација го отфрлаат. Но едно е сигурно, никој не смее да го негира значењето на Илинден во македонската историја. Прифатен или не, предлогот ја разбранува јавноста, а на Крушево му донесе нов публицитет. Ако ништо повеќе, поради снимањето на оваа репортажа, крушевчанецот Киро Пупуновски повторно го оживеа својот славен дедо, борецот од четата на Питу.